Овој или наредниот месец собранието ќе одлучува за евентуалното разрешување на 5 членови на судски совет кои беа именувани и изгласани од пратениците, но нема прецизен датум кога тоа ќе се случи. Во законодавниот дом во тек се консултации и дискусии меѓу правни експерти и пратениците со цел разрешувањето на членовите на судски совет да се спроведе согласно законот и уставот, брифира собранискиот спикер Африм Гаши. Тој во телефонски разговор за Алфа вели дека се уште нема датум за заседавањето на комисијата, но се дискутира на темата. Се уште се одвива дискусијата со експерти. Ги консултираме правните експерти бидејќи треба да постапиме согласно законот и уставот. За сега не се знае кога комисијата за именување и разрешување ќе одржи седница и ќе ја стави на дневен ред оваа точка. Во меѓувреме, дел од правната фела е на ставот дека не постои никаква пречка пратениците да ги разрешат членовите, поради негативниот извештај за работата на Советот, што не помина во собранието. Поранешниот министер за правда Михајло Маневски вели дека не само според законот, туку и според уставот, комисијата треба да ги повика членовите да дадат отчет, а потоа собранието има право да ги разреши. Маневски појаснува дека овие членови се изгласани од собранието и доколку ланскиот извештај не добил зелено светло, законот за судски совет и уставот им ги одврзуваат рацете на пратениците да одлучат за нивната судбина. И уставно, и законски нема никаква пречка собранието да поведе постапка за оценување на работата на членовите на судскиот совет што тоа ги избрало, а како ќе биде одлуката на собранието, тоа е друго прашање. Меѓутоа е известно со оглед на тоа дека собранието не го усвои извештајот за работа на судскиот совет. Новоизбраниот председател на судскиот совет Александар Камбовски пак верува дека собранието ќе постапи согласно законот. Тој не даде прецизен одговор дали евентуалното разрешување на неговите колеги во собранието е согласно законските прописи. Ние имавме еден став како судски совет, во кој што дадовме едно општо мислење дека сме убедени дека собранието како законодавен дом, како уставотворец, доследно ќе се грижи за почитување и спроведување на законите. Доколку го читаме изолирано само законот за судски совет, тој е единствен закон кој што предвидува постапки за утврдување на одговорност на членовите на судскиот совет, аналогно на тоа и за разрешување на членовите на судскиот совет. Што не значи дека никој од останатите власти не смее да критикува или да дава предлози, се со цел напредување на состојбите кои што ги имаме во правосудството. Инаку, сите 5 членови на судски совет кои се избрани во собранието имаат конекции со поранешната власт на двоецот СДСМ ДУИ. Експредседателките Весна Дамева и Павлина Црвенковска, кои шефуваа за време на СДСМ и ДУИ, никогаш не биле судејки, туку стручни соработници во кривичниот и апелацискиот суд во Скопје, а поминаа под превезот истакнат правник. Дамева била и член на правната комисија на СДСМ, а Црвенковска важи за близок човек на Заев. Селим Адеми, пред да решава за судбината на судиите, бил секретар во општина Гостивар и државен советник во секретаријатот за спроведување на Охридскиот рамковен договор. Овој ресор со децении го добиваше исклучиво ДУИ. Екс-шефот на државата Стево Пендаровски го предложи, а претениците го изгласи и колегата на Селим од секретаријатот за спроведување на рамковниот договор Милјази Мустафа и последно избраната адвокатката Тања Чачарова Илиевска е име кое се поврзува со СДСМ. Таа била посебен советник на екс-министриката за правда Рената Десковска и донатор на партијата на социјалдемократите.